То време за последното линковско вклучување од општина Новаци на колешката Александра Максимовска. Александра, добро утро, ако сте подготвени со твојот соговорник. Добро утро повторно, како што најави се наоѓаме во општина Новаци, која што деновиве го прослави своето 30 годишно постоење. 3 децении заедништво, развој и иднина. Преку настаните се подсетија на сработеното во изминатите години, но и ги посочија оние проекти и важни работи кои што ќе бидат значајни за развојот и за иднината на општина Новаци. Со нас утрово е првиот човек на општина Новаци, господинот Стефче Стевановски. Добро утро, градоначалник. Честитки за вашиот јубилеј на почеток и да подсетиме како помина одбележувањето на 30 годишнината на постоење од општина Новаци. Ви благодариме за честитките. Одбележувањето на 30 годишнината за нас значаен јубилеј од основањето на општина Новаци. Овие денови помина во одлична атмосфера и во понеделникот со финален дел со на свечена академија го одбележавме онака како што доликува достоинствено за еден голем значаен момент, 30 години постоење на општина Новаци, во кој момент со свечена академија се навративме на сите моменти во минатото и сите оние кои што допринесле за било каков развој на општината и етаблирање дали во Македонија или надвор од Македонија беа соодветно испочитувани, беа наши гости и така со скромни признанија беше одбележан финалниот момент од одбележувањето на 30 години основање на општина Новаци. Така на општината имаше и значајни луѓе, гости кои што исто така се од огромно значење за развојот на општината. Да посочам еден момент во понеделникот, 30 март е всушност денот кога се одбележи 30 годишнината. Беше поставен и камен темелник на нова фабрика. Значи, покрај оние луѓе кои што се жители од општината и кои што ни се значајни за минатиот период кој што поминал, со кој што на 30 март направивме еден пресек од функционирањето на општина Новаци. Имавме гости од целата држава, од целиот регион, значајни наши соработници, партнери, компании од регионот и од Македонија. Секако дека на гости ни беше и министерот за локална самоуправа, Златко Перински, директорката на ЗЕЛС, заедницата на единиците на локалната самоуправа и така натаму, значи повеќе битни значајни луѓе за нашата општина кои што значеле во минатото, а исто така и сега. Еден од моментите со кои што го одбележавме овој 30 годишен јубилеј беше и камен темелникот на нов фабрички капацитет кој што ќе отпочне со градба во наредниот период, а тоа е во рамките на нашата нова индустријска зона, која што се надевам дека во иднина ќе биде интересен момент за развој како на општината, така и на целиот регион Пелагониски. Имавте покрај 30 годишнината, имавте одбележување и на 5 години постоење од детската градинка, како и 70 години од постоењето на основното училиште Славко Ломбарковски. Точно така, значи на истиот датум, на 30 март, оваа година славевме 3 значајни јубилеи. Нашето основно училиште Славко Ломбарковски славеше уште поголем јубилеј од нашиот, односно 70 години од неговото основање. Исто и таму со пригодни настани, со пригодни манифестации, свечености, беше одбележен овој значаен датум. И нашата градинка Бамби, која е основана пред 5 години, исто на овој датум, одбележивавме мал јубилеј од 5 години од низиното основање. Исто и таму, со свечени моменти, настани, беше заокружен целокупниот процес на одбележувањето на нашиот значаен датум од формирањето на општина Новаци. Овие две институции како се важни за поддршка и за задржување на младите да останат овде во општината. Детските градинки се од особено значење да можат младите да ги изгрижат своите деца и да продолжат со своите работни обврски, без да мора тоа да го бараат во градот. Во петокот започна активностите. Имавте засадување на зелен појас? Точно така, во рамките на сите овие моменти на одбележувањето на овие големи значајни јубилејни моменти за нашата општина, една од активностите беше во соработка со меѓународна организација на еден заеднички проект кој што го работевме, да засадиме зелен појас кој што првенствено би бил како момент за заштита од потенцијални пожари на земјоделските површини, а исто така ќе биде еден интересен момент
во рамките на нашата спортско-рекреативна патека, каде што засадивме повеќе од 1000 стебла од различни видови на листопадни растенија, меѓу кои има и јавор, питом костен и така натаму неколку видови на интересни растенија кои што се надевам дека покрај тоа што ќе прават заштита од евентуални пожари ќе бидат еден интересен момент пред се за заштита на животната средина, а и на спортско-рекреативната патека како дополнителен елемент. Кои проекти во изминатите години, да се навратиме на почетоците од создавањето на општината па до денес, кои се оние? Како се развиваш општината и кои се најзначајни проекти кои што можете да ги издвоите? Изминатите денови имав прилика да се сретнам со скоро сите градоначалници кои што биле чинители од почетокот од 96-та година па до денес и да поразговараме, да се потсетиме на минатото. И првиот градоначалник ми спомна дека тогаш кога почнала општината да функционира, се наоѓале во навистина скудни и многу лоши услови за функционирање, меѓутоа денес со гордост можеме да кажеме дека имаме функционална, развиена општина која што се стреми да оди уште подобро напред и да има и реализиравме низа на развојни проекти, како јас, така и претходните градоначалници, се со цел да се подобри квалитетот на животот на граѓаните, а главно кога се навраќавме, пак да се потсетам, со првиот градоначалник, на моментите кажуваше дека немале, покрај тоа што немале основни услови за работа на првите луѓе во администрацијата, кои што биле неколку на број тогаш, туку немало воопште ни основна инфраструктура, ниту патишта, ниту водоводи, ниту канализација, ни ништо. Сега можеме со гордост да кажеме дека скоро сме подобри некои од градските средини со обезбедена инфраструктура за нашите населени места. Меѓутоа, овие се нови моменти во кои што секако дека работиме поинтензивно во други насоки, како што споменавме на почетокот на разговорот. Значи, јас еве во овие 5 години како градоначалник на општината давам големи напори во насока на развој на индустријската развојна зона, која што мислам дека ќе биде интересен момент за развој на економијата на општината и на регионот, со тоа што еве во овие години продадовме скоро 2/3 од парцелите се таму продадени, веќе некни удривне камен темелник на втората фабрика. Се надевам дека во овој период, во летен период ќе имаме уште неколку фабрички капацитети кои што ќе ги ударат камен темелниците и тоа би представувало во еден интересен момент да ги задржиме нашите млади тука, да го зголемиме, да бидеме причина за зголемување на економскиот стандард, економскиот момент, а со тој квалитетот на животот. Многу е тешко сите проекти да се реализираат, да ги реализирате сами без помош од централната власт. Каква е соработката со нив? Соработката со централната власт е на највисоко ниво, секако дека голем дел, особено поголемите проекти, ни се поддржани скоро сите пред се од владата и од сите министерства ресорни. Најчесто соработки имаме со Министерството за животна средина, за транспорт, за локална самоуправа, со кои што пред се ги реализираме голем дел од проектите кои што ни се значени за граѓаните. Во овој момент го работиме на индустријската зона, каде што се гради целокупната подземна инфраструктура, во која што вклучуваме фекална, атмосферска канализација, водовод, што главен дел од средствата се што ни ги даде владата со унгарскиот кредит и дел од средствата ги вложуваме од наши буџетски извори, што значи дека во моментот при крај сме со изведба на околу 20 хектари вкупна подземна инфраструктура во индустријската зона. И за крај, каква е визијата на општина Новаци, да речеме, во доследниот јубилеј, во следните 10 години? Мојата визија е да биде модерна, развиена, општина со која што ќе се гордееме, како во државата, така и надвор од неја. Господине Стефановски, ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и вас. Тоа беше Стефче Стефановски, градоначалник на општина Битола, на општина Новаци, се извинувам, која на 30 март во понеделникот го одбележа својот 30 годишен јубилеј.